цел на денешнава посета беше посета на институции кои што имаат сериозни потреби и потреба за непречена комуникација и размена на информации со Министерството за труд и социјална политика. Тоа што било пракса ќе го оставиме настрана. Тоа што треба да се направи и што ќе го направиме е да ги отвориме токму овие канали на комуникација и заедно да соработуваме во размена токму на овие прашања кои што се од суштинска важност за функционирање на институциите. И Старскиот дом, и градинките, и сите институции кои што се под капата на Министерството за труд и социјална политика не може да ја остваруваат својата дејност во полн капацитет без ресурсите кои што реално им се потребни. Тука не ги вбројуваме само корисниците на социјална помош и граѓаните кои што остваруваат право на социјална заштита. Туку и сите останати институции кои што зависат од некакво одобрение или некаква помош од Министерството за труд и социјална. Тука зборуваме и за дозволите за работа, тука зборуваме и за грижата за исполнување на стандардите, тука зборуваме за инспекцијските надзори во делот на примената на законите и одредбите од Законот за социјална заштита, меѓутоа тука зборуваме и за потребата од кадар. Кога зборуваме за потребата од кадар, можам да истакнам дека селективен е пристапот на министерствата по однос на побарувањата на институциите кои што од побарувањата на институциите во општините во кои што градоначалници се припадници на опозицијата и на Социјалдемократскиот сојуз. Во таа насока е забележано непостапување или одобовлекување за одлучување по однос на решавање на овие прашања од кога доаѓале од основачи на градинки, а тоа е општините, Советот на општината и општините, и за реалните потреби со кои што се соочуваат. Така да кажам, по барањата за вработување на негователки, хигиеничари, готвачи, стручен кадар во градинките се правило исклучок и во однос на општина Центар, и во однос на општина Куманово, и во однос на општина Струмица. Тоа мора да престане, затоа што потребите на граѓаните не подразбираат партиска припадност на оние кои што одлучуваат, туку тие потреби мора да се испочитуваат, токму ако сакаме да се пофалиме дека сме сервис институции кои што се сервис на граѓаните и дека граѓаните не ги делат по никаква основа. Доколку одредена институција има реални потреби и функционална негрижа од страна на надлежните кои што треба да ги обезбедат тие услови, тогаш секако тоа се одразува на функционирањето на институциите. Ова е денеска и една порака дека тие практики мора да престанат токму заради грижата за децата и најмладите, но сега во овој контекст и за најстарите.